ова е Македонија и дека ние тоа сме македонци и Македонија е православна држава. Ако живеат и муслимани и други религии имат и други нации и вери, ама тие се малцинства. Мора да се знае што е малцинство, што е народ во секоја држава. Како ќе успееме, ќе покажат времето, ќе видиме. Се даваме дека ова е, ево, јас сум еден од тие столбови на нашата партија ВМРО ДПМН, еден од основачите, што се дружил со господин Драган 8 години. Тој живеел кај нас дома, кај мојата фамилија, мојот дом му беше како негов дом. Тој дома се чувствуваше како дома, да. Јас овде сум бил организатор на местниот комитет, првиот местен комитет скоро и во Европа е основан во Малме, и првиот председател сум бил јас на местниот комитет во Малме. Сум бил учесник и на Берлинскиот конгрес на обнова на задграничниот комитет на ВМРО. Во тој комитет влегоа многу познати личности. Господин Драган Богдановски беше избран за прв председател на задграничен комитет на ВМРО. Ја бев избран во раководството на тој комитет. Али после поради недоразбирање со господин Љупчо Георгиевски и македонското некрило во партијата, на секој начин сакаше да се отстрани Драган Богдановски од власт со неговите соборци или поддржавачи, али тоа не беше поддржавачи на Драгана, него на правилната македонска политика. Љупчо па го најде по господинот Мане Јаковлевски и германското крило на ВМРО на заграничниот комитет, кој направи големо зло за македонците во целиот свет. Тој комитет се растури, што беше основа 91 во Берлин, се основа друг комитет со луѓе верни на Љупчо, односно по наше љупчовисти. Све што беше сврзано со името и со презимето на господин Драган, све беше исфрлено. И тој беше сам исфрлен со неговите соборци или поддржувачи. Долги години се водеше таа борба. Ејко Љупчо кој беше во Америка, во Канада, кога ги предаде македонските дела, кога појде во МПО, тоа бугарската организација на ВМРО, наместо во македонската, појде во бугарската организација. Ама тоа е, после господинот Драган Богдановски беше во последна посета на Македонија во 93 декември, јануари 94. Едно време заедно појдовне, ама после ја морав да се вратам во Шведска поради домашни потреби и го оставив таму на пазење и чување на господинот Владо Цветановски од Ресен, ама се случи некои непредвидени, непlanirani работи. Кога дојде господинот Драган Богдановски во февруари 94 ми рече: Бого, јас повеќе не одам Македонија, зашто во Прилеп па ме избија луѓето по ДПМН. И од 94 натака во сите, ја можам да спомнам дека иде до Горас, породначниот владика на Европската епархија, му беше првачот на господинот Драган Богдановски и редовно се сеќава дома кај мене или в црква, али најмногу дома. Поради Драгана до дома
беа многу други личности, јас можам да спомнам само господин покојни Гане Тодоровски, кој ми остави еден голем впечаток на голем македонец. Биле и Гоце Македонски бил, и Стево Донески, мајката во Малме и многу други. Мојот дом беше седиšte на дворешно ВМРО, на Заеднички комитет и 8 години бев активни. Али Драган беше психички и физички уништен од ДПМН начело со Љупчо и од Заедничкиот комитет на германското крило начело со Мане Јаковлевски. Тоа го скина него тие промени незаконски, без потреба, беше понижен и навреден и избакан од свој личи, ако тој и татко е на партијата и најголем македонски деец после ослободувањето. Тоа е моје лично мислење како што познавам тие историски работи. Историјата не го кажи својот збор дали така е или не е така. Јас можам да кажам дека големи критики давам на таа емисија што е снимала македонската телевизија за покојни Драган Богдановски, дека скоро све е лага и невистина. Јас можам да кажам и за Мане, и за Владо, дека беа големи душмани на Драгана. Брат му Раденес, кога сакаше да чуе за него, дури беше жив. А после во емисијата тие тројца стана херои. Мене и моето семејство не беа спомнати во тие емисии, пошто не одговарав на раководителите на македонската радиотелевизија и на министерката и на тие што беа на комисијата за тие прашања. Ја можам дека многу работи па за Драгана се искривено кажани, напишани и преку македонската телевизија и македонските печат или списанија и многу личности. Дури беше жив, но никој не сакаше се мојата фамилија ни да го чует, ни да го видит, а отко умре. Сите сакае за него да пишуваат и книги, и романи, се јавувае, баре подалци од мене и од мојата сопруга. Сите стане веќе кото вчера да бе заедно па со Драгана. Ја можам и за смртта па да кажам дека повеќе пати се кажал и се пак ќе го повторам тука дека заслуги имат моето семејство, посебно мојата сопруга Јованка, нашиот поп овде, Димитар Буздески, одречен тогашен заменик председател на македонската влада, и точка. Она што го изјавуваше Чичко Владо Франталовски е голема лага дека тој нешто помогна. А ако не е така, нека јас ево и се обстојам на располагање и Љупчо, и Мане, и Владо, и секој кој изгледа да се појави на телевизија да кажеме кој што е работата. Ако имат интерес за историската вистина на покојни Драган. Јас можам да кажам и за времето на Љупчо Георгиевски, бев координатор на партијата покасно, од малце се посмирие работитот и сите знаеат дека јас таа работа, таа кавка меѓу Љупчо и Драган ја смирив многу на фин културен начин за интерес на партијата и на македонскиот народ и на Република Македонија. Колку ќе ме признават или не, дали су имал заслуги или не, јас не су тоа да коментират многу су. Јас секој су его, секој ево и председателот Ѓорѓе Иванов додели
ордени во странство и за во Шведска, посебно мислам дека тие ордени се во погрешни раци предаени, без да се конституират тие што требат. За време на Никола Груевски бев 2 години и председател на Заграничен комитет избран, али поради несогласување со програмата, посебно за муслиманите бев и сменет. Мора ние да се свестиме, да тргнеме на здрави нози, да знаеме да направиме на све македонска програма. Све македонска, не македонска, ти македонска е мал збор, све македонска, за све да знаеме што е. Од Сиднеј па до Солун, преку Пирин, од Албанија, Косово, Србија и во целиот свет да секој македонец има интерес и да се направи програма која ќе бидеме сите вклучени. И диаспората, и внатре, и нашите браќа што се околу балканските земји. Без таа програма тешко ќе обстанеме. Не е програма па да направите една партија или една организација. Јас апелирам на сдружување на сите македонски сили за опстанок на Република Македонија. Без разлика на вера, нација и јазик и редова. Нас не треба све македонска програма. А за сега не гледам која организација. Јас повикам дека Спас за Македонија е трета опција. А во сегашно време таа трета опција јас не ја гледам кој би ја основа и кој би ја водел. Ретко може да најдеш ти македонец неутрален кој за Република Македонија или за македонскиот народ. Да рече ти, тоа човече не ме интересира ни ДПМН, ни СДС, мене интересира Република Македонија, македонскиот народ, МПЦ. Тие три работи се стоп. Без унитарна Македонија, без јака МПЦ, не можеме ние па да одиме напред. Али ќе видиме Господ, ја да само Бог мој да ни помогне. Господ ми секојаш така рекол и до Павле, кога дошол прв во Македонија. Знаеме дека првиот христијанин што е покрстен е македонец, првата христијанка што е покрстена е македонка, и тоа да се поштава, не го поштуваме, не го цениме тоа. Ни владата, ни црквата тоа го поштуват. И Библијата го кажуваат колку пати е спомната Македонија таму. Само Македонија е библиска земја, што се знае. Македонија е мајка на светот, а МПЦ е мајка на сите христијански цркви во Европа. Таа историја нема никој да ја побие. Факти и докази има многу. Тоа нема што правиме ние. Али сами сме многу криви за многу работи што вака се што се уват негативно за нас. Нема тоа фактот, докази имаме многу, факти, све дека Македонија е, пак ќе повтора, Македонија е мајка на светот, МПЦ преку Охридската Скопје е мајка на сите христијански цркви во Европа и пошироко. Јас можам да толку да поздравам нашите браќа и сестри низ целост секаде и да се свестиме да не би утре и заутре прекасно. Да се чуваме унитарна Република Македонија, Македонија на македонскиот народ, Македонија со МПЦ заедно. Да нашите раководители и верски и национални да се свестат дека Македонија е на македонски народ. Да име срце македонско, душа македонска, да се бори за македонските идеали. Колку крв се пролива за ова Република Македонија, за ова вардарско парче. Колку историски жртви сме дале, колку нашиот народ патен до ден денешен се лејат крв за таа Република, за тоа парче македонско. И
како што и работа видат и пак ќе се леат, али мора да се сочуват по секоја цена. Македонија мора да остане унитарна република во која се знаат еден народ е македонски народ, а другите се националности. Јас му благодарам и на господин Тихомир Стојановски, на неговата сопруга Марија, што ме посети вака, ево колку што успеавме да направиме некои серии и во Малме, и во Еслев, и во Трелебург, и во кај што можеме за ова кратко време. Надам дека и друг пат ќе ми дојде на посета, пат ќе се сретнеме и со други луѓе и ќе кажам вистината. Вистина има многу, јас можам да кажам дека историски Малме е центар на македоништата и на ВМРО, заедно со Гетеборг и Брисел. А во последните години, поради покојниот Драган Будановски, пошто живееше 8 години во овој регион, е тоа амин. Благодарам, поздрав до ТВ Сонце. Јас се надам дека и ТВ Сонце па ќе остане национална телевизија, нема да се префали во граѓанска телевизија, како што во последниве месеци јас не сум позадоволен од програмата на ТВ Сонце, пошто се појче на граѓанска опција, а не на национална основа. Ја мислам дека господинот Ѓорѓе Атрански ќе се свести кои новинари, кои уредници редит на работа, дали се способни тие за работа и колку имаат срце македонска или македонска душа да ја вршат таа работа и да го остават ТВ Сонце да биде национално. Од ТВ Сонце јас морам да гарантираме дека најгледана македонска телевизија засега е ТВ Сонце во целиот свет. И другите телевизии, се надам дека Македонија засега не е ни правна, не е ни законска држава, да стане правна, законска држава, кај се знае што е устав, што е закон, што е право, што е полиција, што е суд, што е политичар, што е работник, што е јавна служба, што е државна служба, што е приватна служба, што е синдикат, што е влада, што е работодавец. Вака сме ние во една социјална сеја кај не се знае ништо, нашиот работник ја мислам дека е роб по својата држава, за мали пари многу работит. Македонскиот народ во просек сега е многу сиромашен, се направи две класи, една пребогата што е околу 10-15%, мислам по моја процека како ги пратам работиве, а скоро 60% и повеќе е сиромашен народ. Дали еднаш македонците ќе стоп, имаме таа црвена линија, таа црвена линија нема повеќе одење. Тоа е. Се знаете, Охридскиот договор и законот за локална самоуправа да биде последно што се остапи таа работа. Повеќе да немат остапки. Ова нема ни крај ни почеток. Можам да кажам и за ВМРО, и за Драгана, и за многу национални или верски работи со години може и може пак да не би доста, али во главно така е. Да се свестиме, да ги цениме делата на Филип, на Александар, на Цар Самуил, на Гоце, Јане, Питу, Карев, Ченто, партизанските команданти, на деците после освојането Драгано Будановски, Благоја Шамбевски, Нечевски и други наши деци. Да направиме нешто, да ги цениме, да ги поштоваме, за да можеме да доставиме, ако ги цениме сега за војна, пак да се појаве такви личности и национални херои.